Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска ви ветувам убава и интересна емисија со оглед на тоа што ќе ве водам на две многу интересни, поточно волшебни места. Денеска дозволете да го најавам мојот прв денешен соговорник, а тоа е Јулија Торевски. Јулија, добре ми дојде во Супер Звезда, како си? Одлично, благодарам. Многу ми е драго што со вас ќе имаме можност да си поразговараме, да ги откриеме тајните на вашата работа и да ги одведеме дечињата на едно многу интересно место за почеток. Еве, да кажеме каде денеска ќе бидеме специјални гости. Денеска сме во Киносенс 7D во Вероцентар. Ете така, почитувани гледачи, но киното не е сето она што денеска го спремивме за вас. Ќе посетиме дури новата игротека на Киносенс која што се крие токму тука во Вероцентарот, односно во центарот на Скопје. Затоа останете со нас, ова ќе биде убава и интересна емисија. Ние ќе направиме кратка пауза, а вие бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во програма. Како што најавивме, денеска Супер Звезда сме специјални и ексклузивни гости во Вероцентарот во Скопје. Поточно, тука се крие она место кое што денеска ќе го посетиме. На прво место ќе видиме гости во Киносенс, а тука е Јуле, која што работи во Киносенс веќе долги години. Јуле, драго ми е што си дел од екипата со која што ќе имам можност денес да соработувам. Ти благодарам што си мој денешен прв соговорник. Ајде да кажеме малку повеќе за нашите гледачи. Какво кино е Киносенс? Киносенс е специјално кино, не само што гледате, туку и чувствувате. Така, во ова кино значи има многу специјални ефекти, затоа овде не се емитуваат долгометражни филмови, така ли? Краткометражни кои што траат од 5 до 10 минути. Така. Филмовите се наменети за деца, за возрастни, за кого? И за деца и за возрастни, за сите генерации, од 7 до 77. Така, кои најчесто доаѓа и ве посетува? Најчесто децата. Доаѓаат од тука или од странство? Од секаде имаме. Од секаде имате ли дружби? Јас знам дека освен тоа што доаѓаат да гледаат филм, дека понекогаш и роден дени се славаат, има и некои други забави. Имаме често роден дени. Значи, работата ви е спојна работа и задоволство. Баш така. Ајде да кажеме нешто повеќе. За какви ефекти станува збор? Има Киносенс, значи 7D киното. Што се тие поточно 7D бројката што означува? 3D технологија со дополнителни ефекти. Движење, ветер, вода, допир, снег, паѓа, балончиња, има чат и мирис. Чувството како да сте внатре во филмот. Така, што значи поточно дека, например, столчињата движат ли? Да, столчињата се движат. Движат, чат, мирис, од каде сето доаѓа? Има еден куп машинерија. Значи, внатре има најнова и најсовремена опрема која што возможува сето она што ќе се види да се доживее како човекот да е буквално внесен таму. Кажавме филмовите од колку до колку минути траат? 5 до 10 минути. 5 до 10 минути и колку е капацитетот, колку луѓе може да се сместат кај вас во просторот? Максимум 8 деца. Значи максимум 8 деца, а на пример доколку дојдат едно или две,
и доколку ете родителот сака и инсистира неговите дечиња гледаат, ќе се чека да се пополни бројката до 8 или веднаш ќе се стартува филм? Веднаш стартува филмот. Веднаш ќе се стартува. Дечињата тоа кога ги гледаат филмовите, користат ли некакви научари за гледање на филмови? Да, се гледа во 3D. А значи има 3D, а внатре дуваат ветрови, како што рековте, летаат коси. Баш така. Има ли од време на време случај да се подуплаши некој детенце? Да, имаме случаи каде што се плашат, имаме интересни случаи. Баш конкретно едно малецко детенце влегува да гледаат Луда железница, излегува целото вознемирено. Соци отидовме некаде, а како ќе се вратиме дома? А сега каде сме отидени? Треба да се враќаме, да? Патот за дома. Колку интересно. На која се тема се филмовите кои што се емитуваат? Може ли да ги наброиме оние најинтересните? Имаме авантуристички филмови, хорор филмови и филмчиња за деца. Како Фабрика за чоколади, Дедо Мраз, Алиса во земјата на чудата, Чудесната долина, тие се баш за помалите дечиња. Така, оние возрастните, например, што имаат прилика тие да гледаат? Луда куќа, Крвав пат, Луда железница, Бегство 12, Бегство сафари. Има доста филмови. Така, Јуле, доаѓаат ли нови филмови од време на време? Старите остануваат, надополнуваме со нови филмови. Значи, све си организирано кај вас и тече се како под конец. Сепак вие не сте само на едно место, ве нема само во Вероцентарот, вие имате уште еден киносенс кој што се наоѓа каде? Во Тетово Палма мол. Се наоѓа во Тетово Палма мол и по колку дечиња на пример вака во текот на неделата ве посетуваат? Многу дечиња доаѓаат од други градови, организирано, од училишта, родендени славиме, многу дечиња. Дали варира сезоната на посетеност повеќе во лето или повеќе во зима, како е на пример? Повеќе дечиња имаме во зима, бидејќи е тука ладно. Летно време имаме, меѓутоа не е како што е во зима. Со оглед на тоа што работите на ваква интересна работа, уживате ли од време на време и вие во филмчињата со вашите колеги? Влегувате ли да погледнете по некој? Обавезно, често со децата знаеме да се влеземе и ние да си изгледаме по некое филмче, иако сме ги гледале многу пати, се уште не се многу интересни. Така, има ли дечиња кои постојано се враќаат кај вас да ги гледаат можеби истите филмови по 2 по 3 пати? Да, си доаѓаат. Се случува значи и така. Супер, јас за крајот сакам да прашам, убава ли е, интересна ли е и колку е одговорна оваа ваша работа? Многу е одговорна, али е најубава на целиот свет. Така, кога би имале можност, Јуле, да бирате повторно, што би одбрале да работите? Би одбрала повторно да работам со деца. Тоа е работата која што ви исполнува? Апсолутно. Апсолутно, да ми бидете живи и здрави, фала ви уште еднашка, а сега ние почитувани гледачи се одјавуваме со Јуле, за неколку минути ќе го откриете мојот следен соговорник со кој што ќе се преселиме во игротеката на Киносенс да видиме какви се тајни се кријат таму. Правиме кратка пауза, а вие бидете тука. А сега, почитувани гледачи, се враќаме во програма со мојот следен соговорник. До мене се наоѓа Верица Стојанова. Здраво, живо, добро ми дојде во Супер звезда, како си? Добро ве најдов, супер, како и секогаш. Многу ми е драго што ќе имаме можност со вас да поразговараме, со оглед на тоа што станува збор за една убава и интересна професија која што имате. Вие работите во една од најубавите детски игротеки, така ли? Да, најубавата и најинтересната. Кажете ми, Верица, одговорна ли е оваа ваша работа? Секако, многу, премногу.
Сите сме биле, знаеме како е во игротека, но не ја знаеме приказното од другата страна. Ајде кажете ми, уживате ли во вашата работа? Најмногу. Најмногу уживам, посебно кога е полно со дечиња. Како е да се работи со дечиња? Прекрасно. Чувството е прекрасно, многу е забавно, учиме нови работи од нив, ние ги учиме нив нови работи и така. Значи и децата ве учат, учите и вие од нив, имате спојна работа и задоволство, предпоставам, во што го работите. Кажете ми, станува збор за една убава, нова и модерна игротека, од кога е отворена Киносенс игротеката? Киносенс игротеката е отворена од мај, работиме од 1 мај, еве ова е веќе трет месец кога започнуваме со работа. И како сте задоволни сега? За сега ви откриели дечињата, доаѓаат ли кај вас? Да, секако имаме и стални, имаме и нови дечиња кои доаѓаат, задоволни, прекрасно чувство и така. Кажете ми, по што се разликува игротеката Киносенс од оние другите детски игротеки? Игротека Киносенс се разликува по тоа што сме нови, безбедноста ни е на многу високо ниво, исто така и хигиената. Верице, сакам да ве прашам, кои се реквизити ги има вашата нова, современа и модерна игротека, кои се нови работи можат дечињата да ги искусат тука? Игротека Киносенс има 3 нивоа, од кои во нив имаме 3 големи топогани за поголемите дечиња, 2 мали топогани за помалите, имаме беби каче за најмалите дечиња, имаме роденденско каче каде што организираме родендени. Исто така има ерган пневматски пушки за кои користиме сунгеристи безбедни топчиња. Има колички, има лулашки, имаме палма со топки која се врти. Нема што нема, значи. Нема што нема. Како ви поминува денот? Исполнет вие со радост, со задоволство? Со смеа. Да, со смеа. Има ли повремено и плачење некогаш? Па плачење има само кога треба да си одат. Само кога треба да си одат дечињата дома, тоа значи плачат по мама и тато, викаат оставете ме овде, кај не доте баш сега да ме земете. Точно, не сакаат да си одат. Интересно е што дечињата сите овие работи може да ги спојат и со она што го има и во вашето кино, Киносенс, така да има ли комбинации да малку играат, па да малку одат да гледат филм, па да се вратат? Па да, обично има комбинации кога имаме родендени. Поголемите ги делат да бидат во киното, а помалите дечиња ги носат во игротека. Верица, сега сакам да ве прашам, која е вашата порака за оние дечиња кои што не гледаат сега? Да дојдат во најскоро можно време, да не посетат, да си играме, да се забавуваме, да биде забавно, интересно и да сакаат да дојдат повторно. Така. Јас сакам уште еднашка за крај сега да ми кажете кога би имале можност уште еднашка да бирате која професија овој пат би одбрале? Истата. Тоа е тоа што ви исполнува? Да, Уживате во работењето со дечињата? премногу. Многу ми е драго што вакви луѓе како вас во нашата држава имаат можност да работат со дечињата и што е уште побитно да ги пречекуваат во една од најубавите игротеки за да заедно со вас може да ја сподела целата таа радост и уживање. Фала ви, Верица, што бевте дел од ова наше денешно дружење. Се надевам дека ќе се видиме повторно во некој издание на Супер Звезда, да ги поздравиме сите оние што не гледаат и да ја најавиме вашата следна колешка која доаѓа за неколку минути. Почитувани гледачи, ова е моментот кога ќе направиме пауза, а се враќаме во програма за 3-4 минути, бидете тука.
А сега, почитувани гледачи, продолжуваме со нашата емисија и се враќаме во програма со Љупка Малзарков, моја стара добра пријателка. Љупка, добро ми дојде повторно во Супер звезда, како си? Ве најдов повторно, одлично. Фала. Драго ми е што денес имаме можност повторно да си поразговараме за вашата убава и интересна професија. Не сме се виделе подамна. Вие од година во година одите чекор нагоре. Сакам да ве прашам како е да се работи со дечиња? Интересно, интензивно, бара доста внимание. Меѓутоа секој ден од нив учиме по нешто ново. Така. Тие од вас, вие од нив. Точно, да. Денот ви поминува и во работа, но и во многу задоволства, смеа, дружба. Така е, стварно е така. Така ли е? Бара ли голема одговорност оваа ваша работа? Бара одговорност. И во игротеката и киното. Игротеката е наменета за помалите дечиња, додека во киното е наменето за возраст од 5 години па нагоре. Сакам да ве прашам, организирате ли роден ден? Организираме родендени и во игротеката, и во киното, може и комбинирано. Може и да се игра, може и да се гледа филмче, а тука е и роденденската торта, дружбата, песната и све. Што најчесто правите на роден денот? Значи имаме кетеринг услуги, прифатливи пакети, убави понуди. Доста интензивни се и родендените, бидејќи ние во самото кино имаме 8 седишта. Децата ги делиме по групи, додека едната група е внатре, другата група гледа на екран, ги пратиме нивните реакции. Пееме песнички, знаеме да измислиме некоја нова песна, некоја нова игра, цртаме. Има интересни моменти? Има. Анекдоти што долго ќе се паметат? Има доста анекдоти, меѓутоа не се за во јавност. Не се за кажување, така, апсолутно, нормално, тоа е приказни со дечиња, така да нека остана тајна на Киносенс. Сакам да прашам, задоволни ли си заминуваат од кај? Презадоволни и секогаш повторно се враќаат. Така, во кој процент децата се враќаат повторно кај? Па 90% сигурно се вратени. Остануваме и пријатели со нив. Знаат да не поздрават и кога ќе не видат на улица, не мора да биде тоа во кино, во игра. Ве учат по име, нели? Не знаат, готово. Еве, Љупка. Супер. Тоа ли дека плачат само кога си одат? Плачат кога си одат, не сакаат да излезат од игротеката, не сакаат да напуштат. Добро, ова е игротека што има стварно многу игри, забави. Што би им порачале на сите оние кои сакаат да дојдат и токму кај вас да си го прослават својот роден ден? Патуваме одлична забава, уникатни журки. Значи, пред се децата излегуваат презадоволни од родендените и од киното. Така да не посетат, да видат зашто се работи, за тие што не знаат како е доживувањето во 7D, да не посетат прво да видат како се доживува сето тоа, па потоа можеме и да организираме роден ден со комплетна услуга. Јас ти благодарам што денес ни дозволивте да видиме дел од ова дружење заедно со вас и да дзираме и да ги откриеме за нашите гледачи тајните кои што ги крие Киносенс. Фала ти уште еднашка за ова прекрасно интервју. Фала ти за овој прекрасен разговор, ќе се видиме повторно. Фала и на вас, се гледаме повторно. А тоа беше се за денеска, почитувани гледачи. Ви благодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење. Тука завршува нашето издание на емисијата Супер звезда. Се гледаме повторно за една недела од сега во следната емисија. До тогаш бидете живи, здрави, весели, среќни, слушајте ги мама и тато и дојдете во Киносенс да им мафнеме Љупка. Ајде, чао, пријатно и до гледање. Чао.